Продолжуваме понатаму со нашата денешна емисија. Наред следува мојот прв разговор со нашиот гостин. Веднаш до мене во студиото е господинот Александар Котевски, кој што е уметнички директор на Македонската опера и балет. Господин Александар, добро ни дојдовте во нашето студио ова утро. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Во текот на разговорот ќе поразговараме за оно што е најактуелно во моментов примок. Тоа се 41-те мајски оперски вечери, па ќе може ли да ни кажете, значи свеченото отварање на 9 мај, меѓутоа ќе ни кажете ли со која представа ќе бидат отворени? Точно така, на 9 мај оваа година, традиционално, ќе ги отвориме мајските оперски вечери со операта Хофманови приказни од Жак Офенбах. Ова опера за прв пат се поставува на нашата сцена. Диригент на представата ќе биде Најден Тодоров, режисер Урсула Хорнер, костюмографијата е на Марија Попучевска, а сценографијата на Марија Ветеровска. Во главните улоги ќе настапат како Хофман Микаел Спадачини од Белгија, Ирена Кавкалевска, Наве Талевска, Ернест Ибрагимовски и другите солисти, нормално комплетен состав на оркестарот и хорот при Македонската опера и балет. Морам да кажам дека во подготовки, режиски, комплетно сите ансамбли, веќе сме месец и половина. И сакам пред се, ќе искористам приликата да се заблагодарам на сите ансамбли кои учествуваат во приготвувањето на оваа представа и се надевам дека ќе се представиме во најдобро можно светло. Понатаму следува балетската представа на 13 мај, тоа е представата Дон Кихот. Диригент на представата е Алексеј Баклан, гостин од Украина, еден изворен диригент кој успеавме да го донесеме. Мислам дека ќе биде едно незаборавно доживување со него да се свири и нормално балетскиот ансамбл и солистите да играат. Ќе прекинем овде, би сакала да знам, ме интересира како течат подготовките. Рековте дека месец и пол се подготвува представата. Па може вака поконкретно да ви кажем. Значи, во однос на подготвување на оваа представа, режиските проби конкретно на солистите почнуваат, можем да кажем, дори 2 месец дена претходно, меѓутоа музичкиот дел, самите солисти мора да го знаат и претходно. Така да неколку месеци претходно секој од солистите се подготвува уловата и кога ќе дојде на првата режиска проба, веќе мора да е спремен и мора да работи со режисерот. А во паралелно со тоа подготовка течат подготовките на хорот, музичкиот дел и воедно и костюмографијата и изработување на костюмографијата и сценографијата. Морам да кажам дека операта како една сценска уметност е многу комплексна и многу зависи од многу работи. За на 9 мај публиката да го види она што ние ќе го спремиме, треба многу време, многу труд, многу ангажмент на многу луѓе. По цели денови можем да кажем дека имаат солистите се на сцена, работат, постојано има корекции, подобрувања. Тоа е нормално за пробите. Тоа е нормален процес на работата. Така да сега сме при крај и се надевам дека навистина ќе биде едно незаборавно доживување. Секогаш на мајските оперски вечери сме добро посетени и ние се трудиме како дирекција и како менаџерски тим секогаш да се представиме во најдобро можно светло и во однос на нормално на нашите финансиски можности да доведеме звучни имиња и во однос на солистите, диригентите и балетските солисти. Така да продолжам понатаму со програмата. Кажавме за Дон Кихот, гостите ќе бидат балетски солисти од Куба и од Италија. Понатаму следува на 18 представата Травијата. Морам да кажам дека најпосетена од страна на нашата публика, најдобро знае, најдобро се чувствува додека ја слуша таа опера. Диригент на представата е Александро Дегостини, веќе добро познат на нашата сцена и кој имаме одлична соработка со него и секојаш имаме прекрасни представи. Како солисти ќе настапат светски познатата сопран уловата на Виолета Ирина Лингу, гостин од Бугарија Иван Момиров и Маријан Николовски и другите солисти. Понатаму следува представата на 22 мај Атила. Диригент на представата е маестро Норман Виджаја, тој гостин Индонезија. Морам да кажам дека и со тој диригент имаме одлична соработка, веќе минатата година свечено ги отвори
мајските оперски вечери со Травијата, диригираше маестрото Норман. Така. Исто така диригираше и на отварањето на Охридско лето, така да соработката продолжува и понатаму. И оваа година. Солисти на оваа представа ќе бидат гостите од Србија, Сања Керкес, Иван Томашев, а и нашите солисти од Примакедонската опера балет. Секако. Потоа следува на 26-ти представата Лучија Дила Мергур. Диригент на представата е нашиот Оливер Балабурски, кој моментално работи и живее во Канада. Како солисти ќе настапат Марија Грација Скијаво, Джан Франко Монтрезор и двајцата од Италија. Едни врвни солисти, се надам дека на публиката ќе оправдаат својата улога. Понатаму следува Аида, исто така диригент на представата ќе биде Оливер Балабурски. Се потрудивме маестрото штом кога веќе доаѓа во Македонија да диригира две представи. Исто така имаме одлична соработка со него и ансамблите, поради тоа што тој работеше долги години во операта, секој со него имаме одлична соработка и комуникација меѓу ансамблите, така да представите се секогаш на високо квалитетно ниво. Така. Морам да кажам дека на 11 и 12 мај ние сме дел од една од европската, така наречена европска иницијатива за приближување на наречена европски оперски денови. Целта на оваа иницијатива е приближување на операта и како сценска музичка дејност со еден нов пристап со цел публиката да има поголема заинтересираност и публика да ја запознае во уметност што повеќе. Така да Македонската опера на 11 и 12 ќе се представи со еден проект каде што се поврзува актерската игра со музиката. Во два дела ќе биде настапот. Во првиот дел ќе биде монодрамата Сечилото на тишината од Пол Кумполец, гостин од Англија, а во вториот дел ќе имаме солистот Луиджи гостин од Италија. Така, гостин од Го Италија. заборавме, се извинам неговото презиме. Многу солисти се. Многу гости имате Да. од страна, па Скифано, Луиджи Скифано, се сетив. И во придружба на квинтетот Примоп. Морам да кажам дека програмата е одбрана за контратенор и ќе се отсвират и ќе се представат едни од најдобрите арии за овој глас. така. Овде морам да кажам дека како што имам јас некои информации, европските оперски денови се одбележуваат во 100 Да, светски точно 108 земји, Да. 108 оперски куќи, да бидеме оперски куќи. поточни, Така, тоа ќе имаме често во Македонија да го видиме. Да, точно така. Ние сме дел од таа иницијатива, ја поддржуваме и се надевам дека ќе има на интерес ке публиката да го посети ова на секој ден настан. Така. Морам да кажам во однос на 11 и 12 за билетите, Така, за билети. дека за овие мајски оперски вечери, како менаџерски тим се договоривме, цената на билетите да биде пониска, ќе изнесува 400, 600 и 800 денари, се со цел поголема достапност на публиката за овие оперски вечери. Така, сметате дека претходните години не беа доволно достапни? Па сметавме дека проценивме каква е нормална економската ситуација во државата и во светот, сепак да излеземе во пресред и покрај владините мерки за снижување на билетите за студентите и пензионерите, ние се одлучивме комплетно да ги снижиме цените, се со цел ова сценска музичка уметност да може да ја запознае и да препознае и поширок број на публика, не она освен која стално ни доаѓа на оперските и балетските представи. Се надевам дека ова ќе има влијание во однос на посетеноста. Морам да кажам дека Имате и блок билети. Блок билети, точно така. Освен во блокот билети следуваат сите представи, освен оној проект кој што ќе се случува на малата сцена, зборав за европската, за време на европските оперски денови, наречени така, на 11 и 12. Се надам дека публиката ќе не посети и ги поканувам сите љубители на оперската и балетската уметност да не посетат и се надевам ние како дирекција ќе се представиме во
Се надевам дека ќе се представите на Охридските денови во најдобро светло, како и секогаш. Со оглед на тоа што имате доста гости од страна, од странство, па верувам дека ќе има голема посетеност. Да, се надевам. Така, добро. Кажавте, пред малку ми спомнавте дека со овие мајски оперски денови имате едно одбележување од 200 години од... Точно така, значи представите Атила, Аида и Травијата ни се представи кои Атила пред неколку месеци имавме, пред 2 месеци имавме како премиера, Лучија и Травијата минатата година, и како едно заокружување, одбележување на 200 години од раѓањето на Џузепе Верди, ги поставивме на репертарот за овие мајски оперски вечери. Со тоа едно сакам да дадеме печат на делата на големиот композитор Верди. Воедно и тие представи се најпосетени, најгледани на нашата сцена. Така да мислам дека од програмски аспект добро концепиравме ова годишна програма за мајските оперски вечери. Така, за кои представи имавте нова продукција? Нова продукција се Травијата, Лучија и Атила. Атила, морам да кажам дека беше во соработка направена копродукциски со Народно позориште од Белград. Во договор со нив ги добивме костимографијата и сценографијата, затоа за дел од солистите на 22 ќе имаме гости од првенција од Народно позориште Белград, од операта. Така. Господине Александар, јас мислам дека доволно кажавме за мајските оперски вечери. Верувам дека го привлековме вниманието на гледачите и дека ќе имате доста голема посетеност. Ајде сега да кажеме за оние идни планови на македонската опера и балет. Каде се планирате настапи? Или проекти, да речеме? Да, значи следува во месец јуни имаме исто балетот Александар Македонски. Имаме една заедничка соработка, можам да ја најавам на 22 месечини беше, јуни 9-та симфонија со диригентот од Јапонија, нормално ќе го кажеме понатаму од диригентот, и со дел од хорот, исто така гости ќе имаме од Јапонија за хорот, кој ќе биде симбиоза од наш хор и нивниот хор, и ќе се представи со 9-та симфонија, исто така и солистите ќе бидат дел наши солисти, а дел гости од Јапонија, и се надевам дека тоа ќе биде за деновите на Скопско лето, на отварање на Скопско лето, заедно со нив. Така да мислам дека тоа ќе биде едно освежување од страна на операта, да не се представуваме секој со оперски и балетски представи. Еве на 9-та симфонија е едно комплексно дело и се надевам во кој вклучува голем оркестар, хор и солисти, и се надевам дека публиката ќе има интерес да го посети, да го гледа. Понатаму се очекува отварањето на Охридско лето. Гостуваме на 12 јуни, понатаму нормално следуваат колективни одмори. Од септември натаму како општо само ќе нафрлам, следуваат гостување веќе договорени во Свети Николе со глава концерт, во Битола со балетска представа, и понатаму следува припремата на Вагнеров концерт. Понатаму следува подготовка за премиерата на Фауст. Исто така ќе имаме, можам да кажам, и како наоѓање на друга таргет група. Нудиме, сме во подготовки во преговори за постување на еден мюзикл. Исто така ќе го оставам вака како енигма, има време се дотогаш да го најавиме. Се надевам дека освен она, како ние како менаџерски тим се трудиме, освен како што ние го нарекуваме железен репертоар, тековен, да понудиме нешто ново во која програма ние ќе таргетираме друга група, се со цел поголема афирмација и, како што кажав и веќе, достапност на заинтересираност на публиката да присуствува на нашата сцена. Сепак ние работиме и твориме за да на крај да бидеме наградени или искритикувани од страна на публиката. Тоа е нашата цел и затоа сите солисти и музичари екзистираат и работат за да живеат на сцена, а не да вежбаме
во Собојна за никој тоа да не знае. Да, така. Пред малку ми спомнавте и дека нели имате и планирате и турнеи надвор од границите на Република Македонија. Точно Ќе така. откриеме ли каде ќе биде тоа? Јас секој се држам воздржан се додека не полетаме. Меѓутоа сме во финални преговори за и завршна фаза за гостување во Индонезија. Се надевам дека таа турнеја ќе се оствари, меѓутоа исто така се додека не се случи да тргнеме, јас ќе работам на тоа да стане реалност, меѓутоа еве како информација можам да ја кажам дека сме на пат тоа да се случи. А нека имате полни раце работа во Точно наредниот така, период. таму ќе би требало да се представиме со гала концерт со маестро Норман Виджаја. Морам да кажам дека поради тоа што ние на најзначајните манифестации Мајски оперски вечери, отварање на Охридско лето, и му ја дадовме таа чест да диригира. Он воодушевен од таа наша соработка и гест, тој не покани да присуствуваме, т.е. да гостуваме во Индонезија, во неговата матична земја, инаку тој живее во Германија моментално, во најдобрата сала во која свират и се представуваат Токио Симфонија оркестра, оркестрот Метрополитен, опера Чикаго Симфонија оркестра, тоа е Аула Софија, Аула Симфонија се вика салата во Џакарта, едно прекрасно здание со голем број на капацитети, акустични за публика и мислам дека ќе ни биде едно незаборавно доживување нашиот оркестар да се представи таму со нашите солисти. Така. Јас мислам дека доволно кажавме и за наредните настапи или планови кои што ги имате во план со Македонската опера и балет и за мајските оперски вечери. Ви посакувам многу успех понатаму, да имате успешни представи и се разбира голема посетеност еве на ова првото што Ви ќе биде. благодарам на вас на поканата, уште еднаш ќе искористам приликата сите љубители да слободно да билетите може да си ги купате или на билетарницата на Македонска опера и балет или на онлайн на електронски на mob.com.mak. Ви благодарам уште еднаш, ви посакувам уште еднаш голем успех, а ние продолжуваме понатаму, следува една кратка пауза, па потоа се враќаме повторно назад во студиото и со останатиот дел од емисијата.